Денешната пресуда за случајот 27 април е резултат на политички монтиран процес и е производ на евидентна неправда. Политички пресуди од вкупно 211 години затвор се вика погребување на правото. Се потврди нашето тврдење дека казните ќе бидат драконски, не затоа што се праведни, туку спротивното, затоа што во овој случај се суди според политички мотиви, а не правни факти. Јасно е дека драконските казни се резултат на политички процес во пресрет на изборите. Тоа е последица на нервозата и паниката кај Заев. Треба да знае дека пресудите и прогонот нема да му помогнат, туку само ќе го тонат подолу. На дело се демонстрираше кацарска судството и русковско обвинителството, кое за жал се потврди дека се само слуги на Зоран Заев. Не ги интересира ниту правото, ниту правдината. Не ги интересираат нити доказите, ниту околностите. Ги интересира само спроведувањето на партиско-политичките нарачки на Заев. Ние сме држава во која убици на малолетни деца, како што е случајот со Смилковското езеро, се на слобода, а луѓето од 27 април се судат за терористи. Оваа пресуда е нарачана и однапред позната. Како поинаку да се објасни фактот дека против директорот на БЈБ, кој учествувал во спречување на натамошна ескалација и давал наредби за дејствување, се гони за тероризам, а заменик министерот, кој не презема апсолутно ништо, нема никаква постапка. Македонија е држава каде се гази правдата и владењето на правото не постои. Тоа на секому е јасно. Ова се очени чекори на власта која губи. Правдата ќе дојде многу скоро, а оваа недемократска власт, која се служи со тоталитарни методи и пресметка со опозицијата ќе биде поразена. Нема ниту еден очен чекор да ја спаси оваа власт. Заев паѓаш. Паѓаш и тоа вртоглаво. Биди сигурен дека правдата ќе дојде и правдата ќе победи. Тогаш секој еден од вас ќе мора да се соочи со своите постапки. Ви благодарам. Прашања? Што ќе преземете по однос на овие пресуди како опозиција? Имате само обвинувања, например, дали можете да го напуштите собранието, пратениците да реагираат? За сите следни чекори кои што ВМРО ДПМН ќе ги превземе, ќе нормално ќе разговараме на највисоките тела, извршниот и централниот комитет, и за тоа ќе известиме јавноста. Она што би сакал уште еднаш дека да го потенцирам е дека станува збор за драконски казни од 211 години за тероризам, додека од друга страна имаме убици кои се шетаат на слобода. Ова не е ниту правда, ова не е ниту право. Нити се земани околностите, нити се земани доказите во предвид. Уште едно прашање, ако може, и од германската амбасада реагира во однос на тоа што председателот на партијата Мицкоски направи споредба на процесот од 27 април со процесот од Нирпет. Кој е вашиот став? Веќе дадовме коментар на ова, извадено е од контекст и е промашена воопшто суштината, бидејќи споредбата се однесува на опфатот на луѓето, односно на бројката кои се опфатени со процесот и секако на драконските казни. Секако дека не станува збор за споредба во однос на едниот случај кој што е случај каде што е класично злосторство врз народот, од друга страна имаме случај политички монтиран во кој што овие луѓе се обвинети за тероризам. Ја издвоивте само пресудата за Митко Чавков. Имаше и ослободителна пресуда денеска за овој случај. Дали сметате дека сите пресуди се нарачани, претходно напишани однапред? Па со оглед на тоа дека имавме во изминативе неколку денови изрекување на мерката притвор и овој пример е само издвоен за да се потенцира небулозноста на целата оваа ситуација, бидејќи од една страна имаме човек кој што превземал дејствија за да спречи понатамошна ескалација на настаните и да доведе до понатамошни неубави настани, од друга страна имаме исто така човек кој што не превземал ништо, заменик министерот, значи дозволил да се случува тоа што се случуваше со непревземање на дејствија, а против него нема никаква постапка. Уште еден евидентен доказ дека станува збор за политички монтиран случај токму за оние лица за кои што на власт им одговара да ги има.